Утро се наоѓам во КИЦ, културно-информативниот центар, заедно со мојата денешна соговорничка, уметницата Маргарита Симовска. Поводот за нашиот разговор ќе биде твојата промоција на овие скулптури кои што ги гледаме во моментов, насловена како Празно саќе. Маргарита, добро утро. Добро утро и убав ден на сите гледачи. Така, да имаат убав ден сите гледачи и да го искористат периодот да дојдат тука во културно-информативниот центар. На тој начин ќе им дадеме поддршка на уметниците како тебе. Може би ќе дојдат и врнежливи денови, па ако немаат каде да пројдат, се до 2 октомври ќе биде ова изложба отворена и ќе научиме нешто повеќе, ќе се едуцираме и секако ќе разбереме зошто се вика Празно саќе оваа изложба. Празно саќе представува еден аларм за будење на еколошката свест на глобално ниво. Самото име, како што велите и вие, и благодарам за поддршката и разбирањето, тоа представува нешто кое што е доста актуелно, но сепак го работев изминативе години и сега имав прилика да го реализирам пред скопската публика. Претходно имав учество во Кореја со истото. Маргарита, со Празно саќе, како што пишувате и во самата корица на овие каталози кои што ги делите на посетителите, велите го вклучувам алармот за подигнување на екосвеста на глобално ниво. Што точно значи тоа подигнување на екосвеста на глобално ниво? Празно саќе се поврзува со природата и учи од незината мудрост, односно го користам принципот fair share, односно колку зимаме од природата уништувајќи, колку возвраќаме. И ние како живи видови во целиот тој систем, колку се пронаоѓаме во прашањето создади, уништи, обнови. Да. Што значи дека затоа користам, него прекинувам тој природен круг, кој што затоа користам рециклиран материјал, кој што го зимам од отпад и самите патерни, односно саќето, символизираат и, како што кажувате вие, метафорички, укажуваат на тоа дека алармантна е ситуацијата во однос на глобално ниво. Земени се пчелите, да, како бидејќи се доста важни од нашиот екосистем и всушност повикуваат и го повикуваат човекот да се запраша колку е во природата, или колку е надвор од неа. Да, токму тоа јас го сватив кога влегов, велам, ова саќе, ама е празно, нема мед. Всушност, тоа е уствари целта на изложбата, дека ја уништуваме природата, пчелите се многу важни за нашата природа, за нашето постоење, и нема пчели, нема мед, празни сакиња остануваат. Добро сум ја научила и сватила лекцијата. Тоа ќе го видат и посетителите, рековме до 2 октомври ќе биде отворена изложбата. Спомена дека пред неколку години си ја имала ова идеја, но сега е реализирана. Исто така погледнав едно интересно видео кое што ми го покажа, ти ќе го видат и гледачите, од оние празни кутии кои што граѓаните ги фрлале во отпад, односно во контейнерите, ти си ги земала картоните и од картони се направени овие сакиња. Токму така, значи целата идеја започна, мислам дека пред 5 години, со учество во Кореја, во еден музеј каде што практикуваат биенале посветено на природата. И сета таа идеја за Празно саќе и за сето тоа започна од тука, инспирацијата секако дојде и од отпадот и ѓубрето во Скопје и реков зошто да не да допринесам, па дури со едно парче уметност да спасам некоја кутија, да, која што исто така е доста важно за нашето селектирање на отпад и така натака. Потоа продолжив со идејата да ја распространам малце повеќе, со тоа што последниве неколку години работев на ова и сега имав можност да прикажам пред публиката во Скопје, секако во Кореја продолжуваат изложбите. Во ноември со 2 дела од оваа изложба исто така ќе учествувам во еден институт за современа уметност. Исто така, заедно со вашите ученици, планирате да ја посетите оваа изложба и нив да ги едуцирате малку повеќе за Празното саќе. Токму така, мене како ликовен педагог ми е доста важно за младината која што ја образувам,
И се надевам на и друг одзив од тој дел. Така што со моите ученици ќе одржиме час тука, ќе разговараме за еколошките теми, секако може да се запознати со моето творештво, но најважно е нивното мислење околу тоа и пред се делување. Како професор ми е многу важно да ги едуцирам и воедно да им ја пренесам мојата љубов према природата, која што не само преку уметноста, туку и низ разни спортски активности ја применувам. Дали во иднина можеби имате други соработки со градинки, училишта, кои што би дошла да посетат оваа изложба или можеби наредните изложби кои што ќе ги направат? Би сакала, и на самото отварање, мојот пријател Горан Ников кажа дека оваа изложба е вечно отворена, така што јас колку можам и како можам во секој домен ќе гледам да ја прикажам и доколку не успеам тоа да биде овие денови, да имам поголем број одзив на посетители и надвор од отварањето, секој момент и секој контакт ќе го искористам за да допрам и допринесам за свеста и совеста кај нашите граѓани, а и во светот. Да, бидејќи во Кореја ќе ја представуваш, како што кажеш, или веќе ја представуваш? Не, еднаш беше, значи со друго дело учествував таму, а сега на 13 ноември со две дела од оваа изложба, која што е нагласена како гласови, односно секој уметник зашто сака да пушти глас. А ти ќе пуштиш за спас на природата, како што веќе зборувавме преку празното саќа. Маргарита, кажавме 2 октомври, тоа ќе до тогаш ќе биде отворена изложбата и што е следно? По завршувањето на оваа изложба, односно по собирањето на изложбата, дали ќе имаш некој следен проект на кој што ќе работиш? Секако, јас веќе работам на друг проект. За ова конкретно ќе сакам да ја прошетам низ Македонија, доколку имам прилика, но веќе работам со мојот професор академик Газанфер Бајрам на еден мозаик, кој што ќе остане понатака да ви информирам. Ќе биде имплементиран во јавен простор исто така. Ние секако ќе те следиме, а ти ќе ни кажеш и за следната твоја изложба кога ќе биде, па ќе те посетиме повторно. Ти благодарам за одвоеното време, многу успех со наредните изложби. Ви благодарам и вас на посетата и на можноста да го кажам тоа што го имам.